Во последниот ден од оваа работна недела ќе разговараме на навистина интересна и корисна тема во областа на здравието ваше, поточно сите оние болести кои се третираат на инфективното оделение во јавната здравствена установа Општа болница Велес. Добро утро велам за примариус доктор Славица Трајкова, која што е раководител на инфективното оделение во Општата болница во нашиот град Велес. Добро утро, Ања. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека се чувствувате одлично во нашата студија. Да. Значи, докторка, јас како вовед најпрво ќе ве прашам да кажеме најпрво за како функционира всушност инфективното оделение во нашата болница. Како вовед малку да им кажеме на гледачите. Инфективното оделение функционира како посебен објект во кругот на Општа болница Велес. Впрочем, како што функционираат и сите инфективни оделенија во Републиката, па и пошироко, се состои од специјалистичко консултативен дел, тоа се амбулантите, и стационарен дел. Тоа е оделение кое што обезбедува здравствена заштита 24 часа и опфаќа поширок регион. Значи, не третираме само пациенти од општина Велес, туку третираме пациенти од Демиркапија, Неготино, Кавадарци, Свети Николе, целиот Вардарски регион, поради што важиме и за оделение од регионален карактер, како што всушност важи и нашата болница. Така. Која е она најчеста патологија, кои болести најчесто се лекуваат на инфективното оделение? Па широк е диапазонот на болести кои што ги третираме на инфективното оделение. Значи, од акутни, вирусни и бактериски цревни инфекции, понатаму инфекции на горни и долни респираторни патишта, третираме хепатити, третираме различни видови на зоонози, тоа се болести кои што се добиваат од консумација на храна од животни или контакт со животни, како на пример бруцелозата, рикециози исто така спаѓаат во оваа група. На инфективното оделение се лекуваат болни со уринарни бактериски инфекции, понатаму болни со продолжена нејасна фебрилна состојба. Тоа се болни кои што подолго време имаат температура со нејасно дијагностицирана болест. Значи, тие се пациенти кои што припаѓаат на нашето оделение, доваѓаат, ние ги хоспитализираме, се врши една поширока палета на биохемиски исследувања, микробиолошки, лабораториски и така натаму, се додека не дојдеме до точната дијагноза. Меѓутоа, се третираат и други болести од типот на, да речеме, фебрилни осипни болести, каде што спаѓаат сипаниците, но и да не заборавам уште една друга активност која што е во надлежност на нашето оделение, а тоа е спроведување на профилактички мерки, значи антитетанична заштита се спроведува на инфективно оделение, антирабична заштита, антивиперинум заштита. Да биде појасно за гледачите, би сакала да објаснам, антитетанична е заштита против тетанус, и се спроведува кај пациенти кои што се повредени, да речеме, со радиосани прегледи, лацероконтузни рани, повреди на глава, доаѓаат кај нас и ние ги заштитуваме со вакцина против тетанус, и тоа кај повозрасната популација, кај која што веќе вакцината одминала поодамна, веќе ја немаа таа заштита. Антирабична заштита е заштита кај пациенти кои што се каснати од кучиња. Гледаме секој дневно, имаме голем број на улични кучиња кои што се шетаат во градот и често ни доаѓаат, скоро да кажам, скоро секој дневно ни доаѓаат пациенти кои што се каснати од точно овакви улични кучиња кои што се со непознат вакцинален статус, значи невакцинирани кучиња или кучиња кои што се сомнителни на беснило, кои што немаат свој собственик, нели? Не го познаваме нивниот вакцинален статус. И тука исто така даваме заштита со имуноглобулин и со вакцина. И да ја спомнам и антивиперинум заштита, тоа е заштита кај
пациенти кои што се кастати од змии, меѓутоа таа е патологија која што е почеста во летните месеци. Значи тоа се сите тие активности покрај сите болести што претходно ги набројав, кои што секојдневно се извршуваат на инфективното оделение. Така, докторка. Болестите што се лекуваат на инфективното оделение имаат претежно сезонски карактер. Кои се оние најчестите болести во овој период од годината, да кажеме, еве, од есен спрема зима? Така. Со оглед на тоа дека веќе сме во есенски период и ни следи зимски период, значи почести ни се сега вирусните респираторни заболувања. Значи, спомнав, тоа се горни, долни респираторни инфекции, инфекции на грло, гнојни ангини, воспаление на ушите, посебно кај децата, риносинозити, понатаму воспаление на долни респираторни патишта, појава на бронхити, појава на бронхопневмонија и така натаму. Меѓутоа, во овој период не е за занемарување и доволната бројка на цревни инфекции која што ја имаме, макар што е карактеристична за повеќе за летниот период, се уште имаме, значи како резултат на недоволно внимание на начинот на исхрана и така натаму, но може да бидат и вирусни цревни инфекции. Сакам да напоменам на тоа дека точно е тоа дека нашите болести се со сезонски карактер, меѓутоа во медицината нема правило. Да. Значи имаме болести кои што се провлекуваат во текот на целата година. Конкретно ќе ви дадам пример за варичелата, која што е една од сипаниците кои што најчесто се јавуваат во детската возраст, која што ја имаме буквално во текот на целата година. Од месец јануари, па се провлекуваше и во текот на летните месеци, да ја имаме и до ден денешен. Обично тоа е болест која што се јавува во зимските месеци и некаде рана пролет веќе завршува. Меѓутоа, оваа година беше исклучок, заради тоа што ја имавме во летниот период и најчесто ни беше зафатена возрастната група на мали дечиња. Тоа беа дечиња кои што и се уште дечиња кои што одат во градинка, значи дечиња кои што колективно го минат денот, на возраст од 0 до 5 години. Најчеста возрастна популација. Значи, статистички можам да ви дадам податок дека од јануари па некаде до крајот на октомври, вкупно околу 80 на пациенти имаме поминато на оделението со варичела, од кои што значи 50 се дечиња од 0 до 5 годишна возраст, значи најголема бројка е овде. Понатаму од 5 до 10 години се дечиња околу 10, но имаме и возрастна популација. Значи, најранливата категорија е сепак предшколската возраст на дечињата. Предшколската возраст, заради тоа што скоро половина од денот го минат во колектив. И се дружат, заедно го поминуваат денот, и тоа е многу лесен начин за добивање баш на овој тип на сипаница. Така. На што се должи ова зголемен број на заболени од овие сипаници? Па видете, зголемен број, може би не би кажала зголемен број, меѓутоа број кој што се одвива во континуитет. Значи, 80 на болни се болни кои што ги лечиме скоро во текот на целата година. Значи, тоа се должи, може би, на инкубацијата која што е малку подолга и изнесува од 2 до 3 недели. Значи, детето е инфективно, болеста е доста контагиозна, значи заразна е, околу 90... Токму тоа и следното прашање ми беше да им кажеме малку на гледачите што всушност представува оваа болест, малку подетално да ги запознаеме, затоа што верувам дека и многумина и не знаат. Така, значи варичелата е акутно вирусно заболување, кое што е предизвикано од вирус варичела зостер. Тој е вирус од групата на херпес вирусната фамилија. Има висока контагиозност. Вирусот е
доста неотпорен на надворешна средина, значи на физички, на хемиски субстанци, на дезинфициенси, вирусот изумира, а болеста се пренесува преку аерокапков пат, значи преку кашлање, кивање, но и преку допир во осипната фаза на болеста. Како што ви кажав, инкубацијата издесува од 2 до 3 недели, со тоа што сакам да напоменам дека детето, тоест пациентот, без разлика на која возрастна група припаѓа, веќе е заразен 2 до 3 дена пред појавата на осипот, кога е веќе карактеристична болеста. Значи, во фазата на катаралниот стадиум, кога ги нема карактеристичните осипни симптоми на телото, значи и во таа фаза пациентот е заразен и може да зарази некој друг здрав пациент, здраво детенце или повозрасен, не е битно. Така. Она што е следно што сакам да кажем е како се манифестира оваа болест? Варичелата оди по некое правило и се одвива во 3 фази клиничката слика, така. Значи, првата фаза е катарален стадиум. Што значи тоа? Тоа значи стадиум кој што трае 2 до 3 дена, го означува почетокот на болеста, се карактеризира со покачена температура, со знаци на малаксалост, на адинамија, со кашлање, кивање, значи општа катарална симптоматологија која што е карактеристична за сите вирусни болести и инфективни и не можеме во тој момент да ја препознаеме болеста заради тоа што не знаеме што следи понатаму. Таа е кратка фаза, реков дека трае најмногу до 2 дена, 1 до 2 дена, за да после неа следи исипната фаза на болеста. Значи, таа е карактеристична и препознатлива фаза за варичелата. Исипната фаза која што се карактеризира со еден полиморфен осип. Што значи полиморфен осип? Значи, осип кој што е многу шаренолик. Започнува со едни ситни макулозни осипни промени на кожата. Да им биде појаснено на гледачите, тоа се ситни розовки промени издигнати на ниво на кожата, кои што за неколку часа може да поминат во папулозна форма, тоа се поиздигнати изнад нивото на кожата и во тек од 1 па 2 дена, значи се јавува веќе фазата на појава на везикули, тоа се ситни меурчиња, како капка роса, кои што се исполнети со бистра течност и кои што се распоредени, да речеме, дифузно насекаде. Карактеристична е динамиката на појавата на варичелозниот осип, значи се јавува во косматиот дел на главата, понатаму се шири према лице, трупот, екстремитетите и карактеристично е за неа дека секој налет на нов осип е пратен со покачена телесна температура, која што често знае да ги збуни родителите и да им влее страв зашто детето има температура, меѓутоа тоа е нормалниот тек на болеста. Оваа фаза, значи втората фаза, исипната фаза, трае 5 до 7 дена. Значи 5 до 7 дена трае осипната фаза кога се сипе детето, за да веќе почнат тие ситни меурчиња да се сушат и преминуваат во крастички, кои што сами од себе си паѓаат и веќе после тоа следи третата реконвалесцентна фаза или фаза на опоравување, која што ја викаме, која што исто така трае на недела 7 дена и се карактеризира со постепено стабилизирање на субјективните потешкоти, стабилизирање на температурата, значи подобрена општа состојба на детето и паѓање на крустичките со појава на една депигментација на местото каде што паѓаат. Значи, меѓутоа, со текот на времето, кожата си ја добива нормалната боја, доколку не се развијат некои компликации од везикулите. Така, доктор, ке кажавме еве како се манифестира оваа болест, но еве може и да објасниме малку како ја поставувате всушност дијагнозата на ова?
Диагнозата на варичелата, ние клиничарите, значи, кои што имаме искуство големо со осипните болести, ја поставуваме врз основа на самата клиничка слика и врз основа на епидемиолошката анамнеза. Значи, што значи епидемиолошка анамнеза? Доброземена анамнеза, велиме половина поставена диагноза. Да. Значи, распрашуваме родителот, детето дали било во контакт со заболено дете од варичела во изминатите 2 до 3 недели, добиваме таков податок врз основа на клиничката слика, значи веќе детето доаѓа кај нас во исипната фаза на болеста и карактеристичните знаци, значи како што ви кажав, исипот во косматиот дел, тој полиморфизам на осипот, значи варичелата викаме дека изгледа како звездено небо, ги има сите осипни флуоресценции во ист момент. Врз основа на клиничката слика, врз основа на клиничкиот преглед, но и правиме лабораториски исследувања. Тоа се основни лабораториски исследувања во смисла на крвна слика која што се карактеризира со ниски леукоцити, со неутропенија, со изразена лимфоцитоза. Значи, основни лабораториски анализи кои што само можат да ни ја потврдат диагнозата, меѓутоа сепак основата е во клиничката слика и во доброземената анамнеза. Така, од кога веќе ќе се дојде до точната диагноза, а да кажеме малку како се одвива целиот третман на кога ќе ви дојде пациентот? Значи, доаѓаат дечињата во амбуланта, Так. па и повозрастните пациенти, ги прегледуваме, им поставуваме диагноза. Варичелата е болест која што подлежи на обавазна пријава за заразни заболувања. Значи, пријавуваме заразно заболување до Центар за јавно здравје, кое што понатаму се проследува до Институт за јавно здравје, врз основа на што се прави статистика, значи, на ниво на цела Македонија, колку заболени имало и така натаму. Како ги лекуваме? Значи, советите се секогаш добро дојдени за родителите. Терапијата е симптоматска, значи сакам само да апелирам пред консултација со лекар родителот да не почнува со терапија. Често пати се започнува и со антибиотска терапија. На своја рака понекогаш, точно. Тоа е најлошо, тоа е голема грешка, заради тоа што и го менува текот на болеста, заради тоа што и кога би дошло до некоја компликација, понатаму тој антибиотик кој што они веќе го давале кај детето можеби нема да делува за одредена компликација, така да ние секогаш апелираме пред да се јави детето на лекар да не се почнува со никаква терапија. Ќе напоменам, значи, дека терапијата е симптоматска. Што значи тоа? Дека се ординира антипиретска терапија, значи за снижување на телесната температура, доколку детето има покачена температура, и тоа секогаш им советуваме на родителите на температура на 38 степени, значи до 38 може со хидротерапија, со туширање, со масирање да се снижи температурата. Понатаму, витаминска терапија е посебно препорачлива кај осипните болести. Хигиено-диететскиот режим, сакам да го напоменам, значи поголем внес на течности, храна која што е богата со витамини, полесна храна и одржување на хигиена на прво место. Значи, многу е погрешен ставот во изминатиот период. Нас ни доаѓале родители кои што велат дека детето не треба да го бањаме додека не ја извади сипаницата. Значи, многу погрешно. Напротив, хигиената е на прво место. Им даваме препорака на родителите, значи детето 2 пати во текот на денот да си го истушираат. После туширањето, значи, им давам исто совети само со тапкање, со фротир на крпа, значи да нема бришање, да не дојде до инфекција некоја на везикулозните промени на кожата, и мачкање со течен пудер. Тоа е медицински талк со спирт, кој што го намалува
чешањето на промените, Веројатно и црвенилото кој што црвенилото исто така, воспалението го намалува и ги суши везикулите, меурчињата и дава подобро побрзо оздравување на дечињата. Значи, симптоматска терапија, хигиено-диететски режим, одржување на хигиена на прво место. Она што би сакала да ве прашаме, колку родителите се дисциплинирани кога се работи за нивните деца, кога ви им ги кажувате сите оние совети? Дали често ве слушаат или еве како што кажавте претходно, ги лекуваат децата на своја рака? Сега да, мислам дека свеста во поглед на здравственото воспитување, кога ќе дојдат родителите на одделението, значи ние не само прегледуваме, Многу е важно за работката не лекуваме, со родителите. него истовремено вршиме и здравствена едукација на родителот. Значи, треба да одвоиме време, родителот многу сака да му се објасни. Значи, не само да се прегледа детето и да се напише терапија, да се даде тој лист на хартија и понатаму, сака да му се објасни. И има право да знае, и треба да знае. Значи, да се објасни каква е болеста, дека е една од полесните сипаници, дека болеста треба да се третира на овој начин, како треба да очекува да се одвива текот на болеста, за колку време треба да очекува осипот да заврши, па да се комплетира комплетното, да се комплетира лекувањето и така натаму. Слушаат и ги почитуваат нашите совети. Зошто? Заради тоа што си ги следиме, па на следното доаѓање, кога ќе им закажеме контрола, да речеме по 5 до 7 дена, значи не завршува лекувањето со едно доаѓање на детето, си ги закажуваме и си ги следиме нашите пациенти, посебно нели дечиња, и гледаме дека навистина има успех од тоа што сме го кажале, значи родителите го почитуваат, соработуваат и почитуваат лекарски совет сепак. Така. Доктор, како и во секоја болест постојат компликации, така постои и со варичелата. Ајде малку да објасним и за тоа, имате ли некои случаеви со искомплицирани, симптоми или не знам? Значи варичелата околу 80% да кажам од случаевите завршува со комплетно излекување. Оваа бројка што ви ја кажав претходно, значи се пациенти кои што поминале во специјалистичко консултативната амбуланта и кои што се лекувани во домашни услови, како дечиња, така и возрастни пациенти. Меѓутоа, често знае да даде и компликации, значи компликации од типот на инфекции на кожа. Значи, ако не се придржуваат родителите на советите кои што ние им ги даваме, често доаѓа до чешање на промените, па ќе се накалеме секундарна бактериска инфекција, дали е стрептококна или стафилококна, па тие ситни везикули стануваат ранички или исполнети со заматена, загноена течност, која што веќе ни укажува дека станува збор за бактериска инфекција на кожата. И често се случува, значи кога ќе заврши и последниот стадиум на варичелата, да има период од 2 до 3 дена, значи кога детето е добро и после 3 дена имаме скок на температурата. Тоа не е аларм дека веќе настанала некоја компликација друга. Имаме компликации од типот на респираторни компликации, значи отити, воспаление на увцата, понатаму инфекции на горни и долни респираторни патишта. Често знае да даде инфекција на бели дробови, воспаление на бели дробови, бронхопневмонија, честа инфекција на варичелата. Меѓутоа, почести се инфекциите, компликациите после прележана варичела или во текот на варичелата кај повозрастните пациенти, од фактот што повозрастните пациенти малце потешко ја прележуваат варичела. Токму сакав и тоа да ве прашам, која е разликата, како се лекува едно мало детенце од 7-8 или блиска годишна возраст или некој повозрастен кој што се третира со овие лекарства? Така, третманот е ист. Ист е третманот. Само што возрастните малку потешко. Возрастните малку потешко заради тоа што
Па ќе кажам, варичелата спаѓа во групата на детските болести и тој што ја пропуштил во детскиот период, затоа велиме подобро да ја прележи додека е помало, него ли на поголема возраст. Меѓутоа имаме и такви пациенти. Значи имавме десетина пациенти кои што ги третиравме, тие се на возраст постари од 40 години, измеѓу 40-45 годишна возраст. Ги третиравме на ист начин, меѓутоа повеќето од нив ни направија компликација во смисол на појава на бронхопневмонија, па неколку мина беа задржани на инфективно оделение и беа тогаш третирани веќе со антибиотска терапија. Значи тука веќе не одиме со третман со симптоматска терапија, него кога варичелата ќе направи бактериска компликација, веќе спаѓа во доменот на болничкиот третман и третман со антибиотска терапија во трајање од 7 до 10 дена. Секако пациентот го следиме и по испишувањето од нашето оделение, значи доаѓа на редовни контроли, до нели комплетно излекување со дадена препорака за понатамошен начин на однесување и живење и лекување во домашни услови. Исто така имавме 3 дечиња со компликации кои што беа исто третирани болнички, од кои што беа 2 со флегмони. Тоа е гноење на кожата, токму поради овој факт што го кажувам, значи дека хигиената е на прво место, значи дали од неодржување на хигиена или од премногу чешање на дечињата се накалемила некоја секундарна бактериска инфекција и ни дојдоа 2 дечиња со флегмони, меѓутоа успешно ги третиравме и излекувани си замина од нашето оделение. Така. Докторка, скоро за сите болести постои превенција. Ајде малку да кажеме и за тоа кога сме веќе пред самиот крај. Превенцијата е вакцинацијата. Така. Значи постои превенција за мали сипаници, за морбили, постои вакцина за рубеола, за паротит, дифтерија, тетанус, пертусис, значи цел еден календар на имунизација кој што се одвива од самото раѓање на детенцето па до некаде 18 годишна возраст. Значи од самото раѓање детето добива БСЖ вакцина, добива вакцина против Б хепатит, понатаму во текот на годините, месеците како минат, добива дифтерија, тетанус, пертусис. Има новина е и пнеумококна инфекција, која што не е задолжителна, не е во календар на имунизација, се ординира кај дечиња до 5 годишна возраст, меѓутоа таа е по препорака на лекар-педијатар и обично се дава кај дечиња кои што значи имаат чести респираторни инфекции како превентива. Постои вакцина за морбили, значи за малата сипаница, и постои вакцина за рубеола, исто е еден вид на сипаница. Меѓутоа конкретно за темата за која што разговаравме за варичелата, вакцина се уште нема, значи постои во светот, да. Значи од 1994 година воведена е во Америка, Австралија, Канада, од европските земји ја има во Германија и во Англија, значи воведена е вакцината. Меѓутоа, во Република Македонија, па и на ниво на бившите простори на Југославија, вакцината се уште не е воведена. Може би во иднина ќе се воведе, меѓутоа се уште не постои вакцина за варичела, тоест не ја практикуваме во Македонија. Така. Докторка, кога сме веќе пред самиот крај, јас еве ќе ве прашам нешто повеќе да ни кажете, тоест вие како долгогодишен доктор, веројатно и знаете, да им една препорака да сите гледачи за како да се заштитат еве од за ова нема заштитување, но еве од овој сезонски грип кој што следува во овој период од оваа година. Така, во период сме на престојни зимски месеци, го очекуваме грипот. Така. Обично непишано правило е, меѓутоа практиката досега ни покажала дека грипот започнува некаде кон крајот на декември, почетокот на јануари, во поголем, значи може да има некои спорадични поединечни случаи, меѓутоа не се уште во бројка која што би кажале дека ние веќе го имаме грипот.
Значи би дала една препорака до нашите граѓани да внимаваат на своето здравје баш во овие зимски месеци, во смисол на избегнување на, да речеме, помасовни собери, колективни собери, каде што има заболени луѓе и каде што многу лесно се шират овие вирусни инфекции, па и грипот. Понатаму да имаат поголем нес на, да внимаваат на здрава исхрана со поголем нес на витамини во исхрана. Се се сведува на здравата исхрана, точно. Значи, полесна исхрана богата со витамини, природна исхрана со витамини, поголем нес на течности. Меѓутоа, во исчекување на сезоната на појава на грип, би сакала да ги потсетам граѓаните дека Евотек вакцинацијата од грип веќе е започната и Евотек посебно за ризичните групи, ризични групи на пациенти кои се, значи пациенти кои што се над 60 годишна возраст и кои што имаат повеќе коморбидни состојби, значи да се заштитат со вакцина на грип, заради тоа што вакцинацијата против грип може би не дава 100% заштита, меѓутоа, кога е човек вакциниран, може и да се појави грипот би бил во полесна клиничка форма, но и компликациите би биле во помал број. Докторка, јас ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека ќе бидете повторно дел од нашата утринска емисија, каде што ќе говориме за некоја поразлична тема што се случува на вашето инфективно оделение. Ви благодарам на поканата во секое време.